Пред неколку недели, почитувани гледачи, со отец Александар Крстановски, овде во храмот Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, разговаравме за една од светите тајни, а тоа беше светата тајна крштение. И денес во нашиот разговор ќе разговараме за уште една од тие свети тајни, станува збор за светата тајна миропомазение. Отец Крстановски, добре дојдовте во утринската програма на Мега телевизија и најпрво еве да ни објасните што представува оваа света тајна миропомазание. Добро ве најдов и пред се поздрав до гледачите на телевизија Мега. Светата тајна миропомазание својата основа ја има во содржината која што ја одбележавме на празникот Педесетница, нели пред неколку денови, а тоа беше слегувањето на Светиот Дух врз апостолите и роденденот на црквата. Односно, кога Светиот Дух слезе врз апостолите во вид на огнени јазици, нели на Педесетница, и на тој начин го овозможи единството на црквата преку единството со телото и крвта на Господ Исус Христос. Додека пак светата тајна миропомазание, се извинувам, е наша лична Педесетница. Кога христијанинот кој што веќе е крстен, ги прима даровите на Светиот Дух, онака како што на празникот Педесетница слезе Светиот Дух врз апостолите. Видливата страна на оваа тајна, односно чинот на оваа света тајна е помачкување на одредени делови или централните, главните делови на телото од крстениот се помазуваат со свето миро, со изговарање на зборовите, печат на дарот на Светиот Дух, и преку тој чин даровите на Светиот Дух ги прима оној кој што се крштева, и тоа, како што реков, е негова лична Педесетница. Односно, благодатта на Светиот Дух овозможува тој да се соединува понатаму со телото и крвта на Господ Исус Христос, а со тоа да се соединува со Христос, да се соединува со целата црква, сватена како заедница на верните со Христос и заедница на верните помеѓу себе. И повторно, оваа тајна е поврзана со светата литургија. Во ранохристијанската црква, како што христијаните се крштевале на светата литургија, така уште веднаш се миропомазувале на самата света литургија, за потоа на самата таа литургија да бидат подготвени за светата причест. И денес е практика, литургиска практика, да кога ќе се изврши светата тајна крштение, уште веднаш врз христијанинот, врз крстениот се извршува светата тајна миропомазание, за на тој начин да ги прими даровите на Светиот Дух. Секоја од светите тајни сигурно дека има свое значење и во животот на секој христијанин. Што точно еве значи оваа света тајна миропомазение во животот на еден христијанин? Преку светата тајна миропомазание, како што кажав, преку помачкувањето на централните делови, а тоа има голема символика со тоа што се помачкуваат централните делови на телото на христијанинот, христијанинот ги добива даровите на Светиот Дух, или попрецизно добива благодата на Светиот Дух, Божјата благодат, Божјата енергија која што е неопходна за понатамошен духовен развој, односно за нејзино умножување во целокупниот христијански живот. Затоа и местото на самата света тајна е веднаш по светата тајна крштение, што значи дека откако христијанинот се ослободил од првородниот греф и откако станал член на црквата преку трократното потопување во вода, што означуваше и преку символички телесното измивање го означуваше духовното очистување, тој уште веднаш преку светата тајна миропомазание ги прима даровите на Светиот Дух, за да може понатаму духовно да напредува. Односно ги прима даровите на Светиот Дух, за да може и самиот тој да стане
член на црквата и да се одржува како член на црквата и да напредува и се развива како член на црквата, понатаму преку светата тајна Евхаристија, тајната во која секоја света тајна, неколку пати кажано, секоја света тајна ја добива својата смисла. Отец Крстановски, ви благодарам што и во ова издание на нашата утринска емисија бевте наш гостин и еве, мислам дека на нашите христијани им објаснивме за уште една света тајна, тоа беше светата тајна миропомазение. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, со отец Александар Крстановски и понатаму ќе разговараме и наредните недели. Се разбира дека ќе ги објасниме и сите останати свети тајни на христијанството и секако сите актуелни празници кои што ќе бидат наредниот период. Останете со нашата програма.